Драги македонци и наши пријатели, еве го и првиот дел од снимките од македонскиот отворен голф турнир. Уживајте во прекрасните моменти. Драги македонци и наши пријатели, се наоѓаме на 73-тиот поред македонски отворен голф турнир со управниот директор при Канадско-македонскиот дом Златка Чокова. Ова година се слави 73 години, но од наша страна, од телевизијата Македонски корени, 27-миот пат што сме овде. Мислам, ние се гордееме што сме овде уште еднаш. Благодарам што дојдовте. Повторно да не сликате нас со голферите сите. Прекрасен ден, како што и вообичаено ние секогаш македонскиот Open голф турнир е на убав сончев ден со премногу познати лица кои ги познаваме, кои ги знаеш ти бил секоја година доаѓаат, имаме над 250 голфери денеска и пријатели, значи кои доаѓаат секоја година, спонзори и за да се дружат и да играат, да поминат убав ден. И кажи нешто за подготовките за овој турнир. Сигурно тие почнале пред една година, нели? Обично да, после турнирот кога завршува, ланскиот турнир кога заврши, почнуваме со подготовки, имаме состаноци, значи што како направивме на претходниот турнир, што мислиме да смениме. Форматот на овој турнир е малце сменет, нема тикети сега не даваме, електронски све се регистрираат сите за турнирот. Спонзорите, имаме поголем број на спонзори, меѓу кои RBC, Stavro Family, Summerfresh, Triple A Cheese, да не забораваме полно спонзори кои сигурно сајните ќе ги сликате. Луѓето се сите многу дарежливи, значи подаруваат, прават. Комитито на голф комити работи активно од јануар месец, значи на турнирот, и последните се разбира 2-3 недели се интензивни, каде што се работи секој ден 7 дена. Мислам, јас морам да ти честитам и тебе за твојот труд. Без тебе овој турнир сигурно не може да се одржува, затоа што ти си како столбот од позади, нели, за овој турнир. Да, точно. Благодарам, меѓутоа јас со комити кој работам, постојано сме во контакт на телефон и заедно се состануваме, така да сите ние, знаеш како по наше се вели, едно пиле не носи пролет, значи многу од нас работиме заедно и се разбира, луѓето кои доаѓаат, волонтирите, луѓе како тебе кои доаѓаат да не снимаат, сите се добредојдени. Уште еднаш ви благодариме за сето тоа од овај убав турнир и како што јас честопати спомнувам, најстариот етнички голф турнир во цела Канада. Точно, благодарам и се гледаме идната година. Благодарам. Благодарам. Сега разговараме со Алекс Мишов и Bobby Petrov, who are here once again for the Macedonian Open Golf Tournament, the 73rd annual. Bobby, let's start with you today. Your father was the founder of this tournament many years ago. Yes, he was, and he really enjoyed running the tournament every year. He gave everything he could to make it successful, and it came to the latter part where he was getting up in his age and he was retired, and it was getting to be a little bit too much for him. So what he did was he met with Stan Thomas and the Canadian Macedonian place, and he suggested that they take over the tournament and continue the good deed of running the tournament for a good cause. Alex, as we just recently had you in our studio, you do a tremendous job along with the whole golf committee. Marilyn, all the members of the board, Zlatka and her team. Once again, congratulations. Tell us about this year's 73rd annual tournament. What makes it different than the other years? Well, it's just getting better and better every year, Bill. So thank you again for having me on. We just continue to get amazed by all the support that we get and everybody turning out. Again, we got a beautiful day. And I'm glad you mentioned Zlatka because she works tirelessly, and her and I were at CMP last night till midnight putting together the final touches of this event. I just wanted to add that Zlatka and Alex work tirelessly, and Stan, to get all the prizes and sponsors for this tournament. They spend many hours doing so,
And I know for a fact from my own father's efforts that it's a very, very tiresome task, and they do a wonderful job. As always, it's a great honor to speak with Marilyn Trentos, the president of Canadian Macedonian Place. Marilyn, as we just recently heard in our studio, this is a fantastic tournament. Oh, it really is, Bill. And look at the weather today. So we're going to have a fantastic day, but 73 years running. And I have to say it's the highlight of the summer for me and a lot of people that come out to support us today. Sometimes I don't think we appreciate what our community does sometimes, the Macedonian community. A friend of mine, she's from the Russian community, and she said, I'm amazed that you guys have had this tournament for so many years. We don't even have a tournament. Right. So, that's something that the Macedonian, all of us should be very proud coast to coast, that we do come together for events like this. I said when I was in your studio the other day, my brother was flying up from New York, first time here. Dr. Tom Minus is here from Boston, first time ever. Connie Stavro is golfing with us today, first time ever. So I want to welcome all the newbies, and I hope this is the beginning of them coming every single year as well. Nice to see some Macedonian women. Yes. And, that was one of the appeals I made. So hopefully that trend continues. But the one thing that we do appeal to is the younger generation. So we do still encourage everyone to bring your kids. 18, 19 doesn't really matter, and their golf ability doesn't matter. It really is to kind of be part of the community. Once again, congratulations, and you do a fantastic job as president. Thank you very much. I can't take credit for today because I just show up to play, but the committee did a great job, so I have a lot to be grateful for. Thank you. Thank you again. Thanks, Bill. It's a great honor to speak once again with Stan Thomas and his son Kyle. Stan, again, you're one of the organizers of this Macedonian Open Golf Tournament, 73 years. You asked me earlier, you're going to ask me something different this year. What's better this year, 73, than there was 72? It's 1 year older. And we have a wonderful day. It's a beautiful day. A little bit of rain last night, so I'm telling everybody that they're going to have to hit the balls farther because they won't get the roll, but they can attack the pins. And when they don't hit it further, they recognize that they're older. That's it. Just like the tournament. But it's a great tournament. Fantastic. Kyle, now I know last year you did very well here. You were very proud to be part of this tournament. Tell us what you do for a living. What do I do for a living? I'm an entrepreneur of sorts. I own a self-storage business, a car wash and a laundromat. And what brings you, other than your dad asking you to come out, what ties you to the Macedonian Open? Oh, it's just the community. It's part of the heritage, and I've been part of it for so long. It'd be a shame not to come. I love coming and supporting it, and yeah. That's fantastic. Stan? How old were you when you started golfing? 12 maybe. 12. Yeah. And he went to the Armensko Open and then the Macedonian Open. I think he won a couple of trophies too. Yeah, probably have a couple along the way. One thing that is very noticeable this year is the great corporate sponsorship. Yeah, they've been pretty special, Bill. We really appreciate the support of the corporate people. They're coming in. As you know, Canadian Macedonian Place is in need of funds. We did the major renovation. We're renovating all the rooms. We have a waiting list. The residents just love the new facilities. It's a great atmosphere. You guys have been terrific for us, doing the commercial and all that. So we're calling on people in the community who love Macedonians and want to support the home. And they've been so generous, and we're so grateful and so thankful for all their support. We thank you for your support as well, because without your support, this show could not be seen for 27 years across Canada on satellite throughout the province of Ontario. As an Armenčanec, Yes. Do you have a message to the people from everywhere else in Macedonia other than the country of Armensko? Other than the country of Armensko? Listen, the Macedonians everywhere around the world are a beautiful people and very generous people. And I just wish we just grow even closer and closer together and make sure that we all are proud to be Macedonians. And that's what this tournament's all about. And, people like Kyle and other people that it might be from the second, the third generations coming, we want them to retain their heritage, retain their identity. So keep up the good work on the Macedonian Hour Heritage Program. Thank you so much. All the best. Kyle, just before we go, what do you think you're going to golf today? What do you think your score is going to be? I got no idea. I haven't been playing much lately. We want to guess, though. We want a prediction. I have no idea. No prediction necessary. No idea. I think he's going to shoot 79. We're going to check later on, and we're going to check up on that. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Kako sekoja godina golema čest da razgovarame so Tina Argiro I ova godina so Dana Markova. Tina, you're very involved in our Macedonian community from the beginning of Canadian Macedonian Place up until this present day. And I love every minute of it because Macedonian Place nema da ima kraj.
везенке. И сакам да му речам многу, сполајмо на цела организација на Свети Недела, especially на жените што ни помозае, многу ни помозае со зелниците што правиме, многу убаво ни се односие. И also сам да му речам thank you на президентот и на темната организација, whatever. But it was really nice for them accepting us, да оиме тамо да се месиме зелниците. И теку убаво што ни се односие тука со Дана, се изна работаме цели, Мајдана многу работа, цели, ако нема жени да прави нешто такви работи, полиш зелниците се па македонски, no matter what, шо правиме, ка правиме македонско е. Дана, и ти долги години си во нашата македонска заедница. Од кој село си? Јас си од село Арменско. И се гордееш што си арменчанка, нели? Што си арменчанка и што си македонка. Тоа е најважно. Кажи нешто за овој голф турнир. Дали се гордееш што твојот син е многу активен во овој турнир? Јас се гордеа многу со мојот син, со мојот внук, Джанетон, и со цела македонска комјунити. Да живее Македонија. И ти да си жива и здрава. Thank you so much. И Тина, и ти да си жива и здрава. Со Енджело толку години ја помагате нашата македонска заедница. And I hope да живеме long, уште да поможуваме. And сам да ти рече, сполај ти промногу for having us на твојата програма. И многу убава програмата е. And the commercial за македонското место многу убаво е. Сполај ти многу. Thank you, Bill. Сега ќе ја проследите репортажата од македонскиот отворен голф турнир. It's a great honor to speak with George Brown. George, you're a great supporter of the Macedonian community many years. Of course, from the patriotic village of Buf. Bufčani are the best. Добро утро на сите македонци што се во Торонто и во Канада. Овој ден е најдобар ден за галферите на македонското такво што поможува за старскиот дом да се направи. 48 години. И next 2 years ќе биде 50 години што ќе правиме Golden Anniversary. Играш и ти голф сега? Играм, со млади. И што ќе играш денеска? Што ќе ти биде скор? Јас сум супер сеньор сега. The best. Што ќе биде, нека биде. It's a great honor to speak with George Brown's son, Danny. Danny, your father has done a great job over the years supporting our Macedonian community. I guess you're following in his footsteps. I'm trying. They're tough shoes to fill, but he's done a great job all these years, and I'm very proud of him. Are you proud of your Macedonian heritage? Very proud. I don't think there's a better community than the Macedonian community in Toronto. It's just a great community. We have a great turnout today, and I'm very proud.
Last year we had a little interview with all the sons, all the relatives together, and it's great to see families, Macedonian families, being together. Yeah, it is. There's a lot of my friends are here with their whole families. I think it's great. Thank you so much. И да сте живи и здрави и ти да си жив и здрав. Сполеви. It's a great honor to speak with Angelo Argiro. Angelo, како што реков многу пати, ти си еден од столбовите на нашата македонска заедница. Долги години со Тина ја помагаш нашата македонска заедница. Well, kao što цели ние, you know, and галко со денес туа што е, видио, санце, време, македонско време. You know, многу бав ден ке е и македонците денес туа од цели цркви се, од цели цркви, од цели организации и цели се заедно. И така треба да бидеме заедно деја да сне. Каде одиме, без разлика кој сме, без разлика каде живееме, без разлика во кој држава, пак сме македонци. Види денес во Балканот што става. Македонците се најчесните луѓе во Балканот. Треба да држе главата троа високо сеја. Ние треба да се гордееме. We have to be proud што сме македонци, нели? Вистина, треба да се гордееме because македонците се многу чесни луѓе во светот. Сакам да ти кажам, Павле Воскополос од Виножито, неговата позната изрека, познато е горе главата. Вистина. Зашо до денес македонците нас не имаат троако надолу не држаја, но бацеја што сне со држава, со нација, народот туа во Канада, во цел свет, но сега ние македонците не ба кој едно време што беше да му беше стран да речи кој се и каси. Ние сме македонци, треба да кренеме троа главата сега, because сме способни на секој едно нешто што јаме фатено и го јаме свршено, го јаме направено, ние македонците. Точно така, многу ти благодарам. Thank you very much. Thank you. Ние голема чест да разговараме со амбасадорот на Македонија овде во Канада, Тони Димовски. На самиот почеток, добро дојдовте во Канада. Добро најдов, голем поздрав до сите гледачи на ова македонска телевизија. Ви благодариме. Од кога сте овде во Канада? Пристигнав во април, што значи дека веќе сум 4 месеци тука. Интензивно работам на контактите со нашинците кои што навистина се успешни луѓе, добри бизнисмени и со големи идеи за Република Македонија, посебно во делот на економската соработка со Канада. Темата на многу разговори денеска е дека македонците, било каде да сте се многу успешен народ. Тоа е така, тоа е особено потврдено тука во Канада, каде што имаме изворено голема македонска заедница и секако тоа е докажано со интеграцијата во ова канадско општество, но и секако да кажам достигнувањата што ги направиле на меѓународната сцена како бизнисмени, па дури и како политичари. Македонија се наоѓа на крстопат во Балканот, меѓутоа успешна приказка Македонија од нашата гледна точка, што, например, економијата е силна сега, многу посилно од порано и македонскиот народ сега живее во слободна земја Македонија. Така е, Македонија работи упорно на незиното европско и атлантско интегрирање. Многу стандарди, многу достигнувања се исполнети. Македонија е на самиот почеток на преговорите со Европската Унија, кои што се надеваме дека ќе бидат и формализирани сосема наскоро. Македонија е партиципиент во мисиите на НАТО, што значи дека државата е успешно интегрирана во сите атлантски интеграции, меѓутоа останува тоа сето да се формализира и секако секојдневно се работи на унапредувањето на економијата во Република Македонија. Знаете дека владата на Република Македонија изврши големи реформи во делот на привлекувањето на странските инвестиции, како во делот на даночната политика, така и во делот на поволностите кои што се нудат за отпочнување на бизнис во Република Македонија. Резултатите се видливи, веќе имаме многу странски компании кои што се осмелија да инвестираат во Република Македонија и секако веќе се свесни и ги споделуваат своите позитивни искуства од инвестициите во Република Македонија. Се надеваме дека во наредниот период, особено тоа ќе биде изразено со бизнисмени, односно инвестиции од Канада во Република Македонија.
Паралелно работиме и на поинтензивна соработка или трговска размена на македонски производи во Канада. Се надевам и во тој дел ќе постигнеме подобри резултати, затоа што македонските производи се квалитетни, веќе се согледани специфичностите на канадскиот пазар и се надевам дека сето тоа ќе резултира многу скоро со поголем влез на македонски производи на канадскиот пазар. Многу убаво се надевам дека во блиска иднина ќе имаме уште една можност подетално да разговараме за состојбите во Македонија и врските помеѓу македонската заедница овде и Македонија, државата Македонија, но на крајот имаме едно нешто неформално прашање. Дали играте голф? Голф не сум професионален играч или посветен играч на голфот, можеби така малку по part-time понекогаш со мои добри пријатели, како што е случајот и денеска. Се надевам дека ќе покажам добри резултати. Од каде сте од Македонија по потекло? Јас сум роден во Скопје, по потекло по татко ми од Велес. Одлично, уште еднаш ви благодариме што ја имавме ова можност да разговараме со вас, но како што реков се надевам дека ќе имаме таа можност повторно да разговараме подетално за состојбите. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со почитуваниот амбасадор на Република Македонија овде во Канада, Виктор Димовски. Благодарам. Благодарам. Поздрав голем. Разговараме со представнички на организацијата Македонија 2025. Како се викате? Јас сум Билјана Марковиќ. Јас сум Јорданка Кацарска. И вие сте дојдени од Македонија, нели, за да видите нешто повеќе за од македонската заедница во Канада? Секако, значи седиштето на организацијата Македонија 2025 од 2015 година е во Скопје, во Македонија. Таму имаме 5 луѓе вработени во моментов, вклучително и мене Јорданка. И ние од тоа седиште ги имплементираме сите програми наменети за младите во Македонија, посебно програмите за едукација, за образование, образовни програми кои што ги поттикнуваат младите да стекнуваат нови бизнис вештини. Во таа насока организираме студиско патување во Канада секоја година, каде што македонците, значи, при процес на селекција избираме 10 на успешни македонски предприемачи, извршни директори и менаџери. Ги носиме во Канада на еднонеделна посета на канадски компании, пресека и македонски успешни бизнисмени, со цел да го принесат своето знаење, својата експертиза и контакти на македонските професионалци. И потоа ги носиме на еднонеделна обука во Schulich School of Business. Обуката се однесува на извршни директори, лидерство и некои други теми кои што таму ги едуцираат. Многу убаво. Македонија напредува, нели, во бизнисот и во економијата? Така, во последните неколку години може да се забележи значително подобрување во сите сегменти. Тоа е потврдено и од голем број меѓународни институции и списанија кои што многу често Македонија ја рангираат на некои од највисоките места како бизнис дестинација за инвестирање, како земја која што постигнала најголем економски развој во Европа и така натаму. Македонија 2025 е успешна приказна, нели, за поддршка на македонците надвор од Македонија да ја помагат нашата Македонија, нашата всушност древна држава Македонија. Секако, ова е една организација основана во 2007 година од неколку представници на успешната диаспора, како Џон Битов, Мајк Зафировски, Митра Котановски. Околу нив се здружиле многу други луѓе кои што верувале во таа мисија. 2025 ја поставиле како една визија за иднината, за економски развој, за помагање на македонските професионалци да имаат вештини, да можат да се надпреваруваат на светските пазари со нивните производи, значи да станат многу поконкурентни. И затоа работиме на таа економска и образовна агенда. Во последниве години многу други луѓе го следат примерот на овие први основачи на организацијата и се приклучуваат, бараат од нас информации како да стапат во контакт, како да помогнат на Македонија. Како да стапат во контакт, затоа што имаме само 30 секунди, како да стапат во контакт со вашата организација? Секако може да погледат нашата веб страна makedonia2025.com, таму ги има нашите контакти, сите програми на кои работиме, настаните кои следат и би сакала сите ваши гледачи да ги поканам на нашиот следен настан во Коламбус, Охајо, каде што почесен гостин ќе биде Џорџ W. Буш. Кога ќе биде тоа? На 26 септември и исто така ќе биде премиерот на Македонија Никола Груевски. Така што ќе имаме едно дружење за македонската заедница во Америка во Коламбус, Охајо на 26 септември. Ви благодариме многу. Благодариме многу. Благодарам.
крајот соопштенијата, еве ги и добитниците на наградите од Македонскиот отворен голф турнир на Канадско-македонскиот дом.